Брегалница триумфираше на Новаци со 1-3 и стигна на -3 бода од лидерот Охрид. Сините на Владко Костов забележаа голема победа на тешкото гостување. Во Штип се вратија со целиот плен што беше цел во рамки на 19-тото коло на втората лига. Сега Брегалница доаѓа на -3 бода од лидерот Охрид кој има 43 бодови, а Штипин има 40 бодови. Рибарите со 10-0 декласираа победа, а пак Шкенди рачинало со 0-4 славеше над Големо Коњари, со што новиот тренер Берати Мери дебитираше со победа. Екипата на Скопје забележа триумф на домашен терен од 2-0 на Тосого, па така тимот од Автокоманд е трет со 41 бода, а тимот од Рачино е втор со 42 бодови. Доста густо при самиот врв. Овие 4 екипи се блиску една до друга со 3 бода разлика. Беласица го доби дербито во Радовиш откако славеше со минимални 0-1 на Детонет Плочковица, меч кој можевте да го следите во живо на М-нет телевизија. Со овој триумф Струмичине се враќа на петото место на табелата со 37 бодови, искористувајќи киксот на Новаци, кој сега е шести со 36 бодови, а Радовишани сега се седми со 35 бодови. ОСО по поразот од Скопје останува и натаму на 8-то место со 33 бодови. Жетварите од Кочине и натаму се во топ 8 зоната која гарантира директен опстанок. Во бараж зоната нема промени. Кожев ја доби Преспа во гости со 1-3, со тоа е 9 со 29 бодови, а тимот на штипскиот тренер Иван Варадиновски има -4 бода од Осогово. Каменица Саса со минимални 1-0 го доби Вардар Неготино, со што рударите остануваат сигурни во бараж зоната како 10 со 24 бодови, колку што има и Тетекс, кој пак ја доби Слога во Виница со 0-3. Во зоната за директни спаѓања остануваат истите екипи. Преспа со 12 бодови на 12-тото место, колку што има и Вардар Неготино кој е место подолу. Победа останува на 14-тото место со 11 бодови. Екипата на Слога Виница е предпоследна со 8 бодови, на дното е Големо Коњари со 4 бодови. Веќе станува јасно дека овие екипи спаѓаат во трета лига.